18 месеци затвор доби возачот кој усмрти пешак со тротинет кој поминувал улица за да стигне на своето работно место. Дали ова е правда и дали вака треба да се санкционираат возачите кои со прекумерна брзина возат низ улиците во Македонија? За ова разговараме со Бојан Петровски, брат на загинатиот Оливер Петровски во Битола. Добре ден. Добро ве најдов, ви благодарам на поканата и поздрав до сите гледачи. Дали вашето семејство доби правда за Апсолутно не, апсолутно не. Би било небулозно да кажем дека постои некаква правда. Апсолутно не. Не е само нашето семејство, прво би се осврнал на општата неказнивост на, би се изразил, убиците со возила, бидејќи имавме еден куп случаи, особено последниве години за жал. Имаше еден и од Битола покрај случајот на брат ми, каде што убиците поминуваат неказнето. Зошто сте изненаден тогаш? Па не сум изненаден, меѓутоа моje е да се борам за тоа, за правда. Значи очекувавте ваква присуда? Па искрено, после се што се случи, после сите основани сомненија за корупција во постапката, после сите одговлекувања, да. Не бев изненаден, очекував. Меѓутоа, тука сум за да се борам тоа да се смени. Ако се сомневавте на корупција, зошто не се потрудивте да обезбедите докази за тоа? Па не ги прифаќа, не ви го разбирам прашањето. Значи, некои работи едноставно кога ги почувствувате на својата кожа, не можат да, како да се изразам, не можат со материјални докази да се изразат. Значи, гледате во постапката пристрасност на судиката, тоа не можете да докажете, ќе се повика на слободна оценка на доказите, нели така натаму. Значи, меѓутоа кога ќе го почувствувате тоа што ние го почувствувавме, ќе се осврнам поопширно на крајот, ќе видите дека прилично се основани сомненијата. 3 вештачења, од кои едното е супер вештачење. 4, извинете. Едно на одбраната, 2 на обвинението, едно супер вештачење. И супер вештачење, да, тоа сака да кажам, со се супер вештачење 4. Зошто 4 вештачења и зошто сите 4 вештачења контрадикторни едни на други? Тоа е веројатно некој по-глобален, по-обширен проблем во Македонија кој ние не можеме да го решиме. Тоа е веројатно резултат на непотизмот, на сите оние глупости кои се прават во државата, се вработуваат нестручни лица, се даваат лиценци на, како да се изразам, неосновано и така натаму. Меѓутоа, која беше разликата помеѓу овие сите 4 вештачења? Првите 2 вештачења беа вештачење на обвинението. Брзината беше иста. Имаше некои минимални разлики. Во првото вештачење тотално небулозно се релативизираше вината на сторителот, додека пак во второто вештачење беше малку појасно обзнанено. Што значи релативизирање? Па не требало таму да се движи, обвинетиот не можел да предвиди као дека ќе му налета некој, така да се изразам. Во глобала се префрлаше вината во голем дел кај брат ми. Второто исто така префрлаше дел од вината кај брат ми, кај општината, бидејќи тоа е искрено едно хаос решение, меѓутоа тоа не значи дека треба да возите брзо таму. Меѓутоа во второто вештачење беше јасно потенцирано дека главен причинител за сообраќајката е недозволената брзина на сторителот. Тоа беше во заклучокот јасно предвидено. Вештиот наод на одбраната такви небулози имаше што не би сакал воопшто да го коментирам, нели ќе си се бранат, имаат такво право, и ако тоа нема врска со морал, со честност и со етика, цела вина ќе Што тврдеа, дека нема прекорачување на брзината? Тврдеа дека било такво возилото со таква конструкција што за да не дојдело до несреќата требало да се вози 25 или 30, не знам, значи тотални небулози. Но не ја негира брзината. Не ја негира, тие тврдеа дека 65 брзината и таа недозволена брзина, патен 50 се вози таму населено место. А супер вештачењето се обиде да направи некој нелогичен компромис, бидејќи малку ја намали брзината на 79,5 ми се чини. Вина за сообраќајката подели и кај брат ми и кај сторителот. Брат ми поминал 35 метри пред, односно 33 метри пред знакот за пешачки премин, нели вие ќе ги прикажете сликите од раскрсницата. А кога би поминувал под знакот за пешачки премин, би налетел на улица која доаѓа од другата страна и би се довел повторно во опасност. Таму нема вертикална сигнализација, ќе видите на сликите. И така како што е раскрсницата, така како што е самото сообраќајно решение, брат ми немал друго место каде да премине. Одел на работа, се движел кон работното место.
Така што нелогично е да се префрла дел од вината кај брат ми. Друг факт во наводници, фабрикуван би рекол, со кој му се префрлаше дел од вината на брат ми, беше дека брат ми во моментот на ударот се движел. А видете, сторителот призна дека возел по левата страна, значи покрај банкините. Неговото возило е штетено од левата страна, левиот ќош и шофершајбната, што значи дека брат ми, единствен логичен заклучок е брат ми да ја поминал едната страна до улицата, да застанал меѓу банкините, чекајќи ги колите од другата страна да преминат, со цел да безбедно да помини преку остатокот од улицата, и во тој момент возачот пристигнувајќи камион кој се движел прописно, го зафатил брат ми, го фрлил 43 метра, брат ми паднал на глава и од нагмечување на мозокот, така што стоеше во обдукцијата, во извештајот од обдукцијата, настанала смртта. Меѓутоа, ние се сомневаме дека, пошто брат ми бил удрен од левата страна, дека има и повреди на срцето, бидејќи на толку силен не го удар. покажал. Да, на толку Да се силен задржиме удар, на да. тоа што. Да. Ова е практично улицата каде Да. што вашиот брат настрада. Ова е знакот за пешачки премен позади вас, Да. каде што вашиот брат требало да помине, за каде што вие Врз велите основа на ќе вештачењето, да. да, ќе завршил во банкина, односно во жарденјерите. Тој поминал практично, ќе видиме од другата фотографија, некои си 33 метри погоре. Да. Значи, неговото тело било isfрлено 33 метри, можеме да 43 метри. 43 метри. Мислите ли дека ако вашиот брат не поминал на ова место, дека ќе се превенирала сообраќајката? Апсолутно не. Апсолутно не. Возилото доаѓало до оваа страна од каде што доаѓаат возилата на фотографијата. Да. Меѓутоа се движело по другата, левата да, сообраќајна. по левата страна од негова видна точка, покрај банкините. Вашиот брат стоел тукму на средината. Да. Сега кога доаѓав за Скопје, една кола баш на ова раскрсница беше застаната во овој меѓупростор, чекајќи да помине нагоре, на кај таа страна на каде што оди, нели, ако премините тука на која што ќе излезете. Што доколку таа кола во тој момент беше удрена со брзина од 85 или не знам, со недозволена брзина, ќе беше виновна за несреќата? Потполно иста ситуацијата со брат ми. Брат ми не беше во возило, меѓутоа беше како пешак. Патем да напоменам дека во тој момент не важеа одредбите за електричен тротинет, што значи електричните тротинети беа опфатени од одредбите од соодветните закони кои беа за пешак утврдени. Така што апсолутно сметам дека на таа брзина брат ми да поминал подолу не менува многу, бидејќи имате ова е типичен Овдека сакате да кажете дека има чист видик. Дали ќе поминеш тука пешачки премен или ќе поминеш подолу, погоре, да. каде што е практично и другата фотографија исто. Да, вие ако влетате во тој дел со возило, ако возите недозволено, Но вештачењето вели дека требало и пешакот да биде внимателен, да погледне па да помине. Вие велите дека пешакот стоел, односно вашиот брат во тој момент стоел, тоа е логичен а кој вели заклучок дека се движел. Затоа што ако се движел, веројатно можеби да поминал и на другата страна. Да, ме разбирате. Како во тој момент и самите удари на колата се јасно укажуваат дека не се движел, дека стоел. Значи, сите тврдеа дека се движел. И првото вештачење на обвинението, и супер вештачењето. Ве молам, имаше во скицата од полицијата направена на таква глупост што некоја трага на средина од оваа коловозна лента беше забележана како трага од електричен тротинет. Ај сега, ние не сме сообраќајни вештаци, меѓутоа некој нека ми објасни како може електричен тротинет, вие ми спомнавте дека возите, да направи трага во асфалтот, да направи дупка во асфалтот гребнатина. Тоа е малтене невозможно. Така што апсолутно е јасно на чија страна е вината од оваа фактичка состојба, иако пак ќе напоменам, она што го преживеавме ние како семејство во овие 2 години, не може да се прераскаже низ материјални докази или низ, не знам, некои ораторски способности и мудрувања, меѓутоа ние си знаеме што поминавме, како се чувствуваме. Ќе раскажеме и за тоа. Да. Бојан, ме интересира, дали еве и да кажеме дека практично возачот возел со таа брзина со која возел, а вашиот брат, да кажеме дека навистина поминувал пешки, не стоел како што тврдите вие на самиот ќош од двете улици, ќе се избегнала сообраќајката со оглед на брзината со која минува и со оглед на тоа дека и во самата пресуда се вели дека тој пристигнувал друго возило. Да. Видете, со прописна брзина сигурно би била избегната оваа сообраќајка. И да не би била избегната, би биле избегнати смртни последици. Друго е вие кога ќе удрите човек со 85, со 90, друго е со 50. Особено курпулозен, силен човек кој е навежбан, кој
кој е висок. Друга работа, би имал и можност да закочи со 50. Нели, оној што вози автомобил знае дека друга е можноста да се закочи со 50, друга е можноста да се закочи со 90, ме разбирате? Мислам дека и немаше траги од кочење во овие сите докази. Ме разбирате? Значи, Мислите ли сигурен сте? па сега се ми е некако измешано, не можам да кажам дека сум 100% сигурен. Меѓутоа, прилично сум убеден, точно не можам да се сетам, меѓутоа доказите се може да се побараат од судот, се јавни. Може да се утврди тоа многу лесно. Како и да е. Брзината е преголема за да се закочи да се спречи несреќата. Тоа ми е поентата и со пропис на брзина тој еден извештачењата се утврди дека несреќата би била избегната. Вашата булка ќе беше помала ако можеби возачот добиваше поголема казна? Па, не знам како да ви одговорам на ова прашање, бидејќи болката стои тука. Меѓутоа, јас така се изразив фигуративно, судијката вторпат губи брат ми. Со тоа што казната за неговата смрт е проценена година и пол, на 18 месеци. Небулозно е тоа. Имавме пресуда за украдени 150 кебапи, 3 години затвор, се сеќавате пред некоја година. Значи, тоа е голема небулоза. Болката можеби нема да е помала, меѓутоа ќе се чувствува дека правдата на некој начин е задоволена. Ова нема ни па од правда, да се изразам фигуративно. Можам да заклучам дека вашиот брат, односно животот на вашиот брат вреди помалку Од 150 кебапи, од правото на собственост на 150 кебапи, така да се изразиме, бидејќи кражбата на тие 150 кебапи беше проценета на 3 години затвор, а смртта на мојот брат на 18 месеци затвор. Имавте ли закани, бидејќи провокации, бидејќи во вашиот статус на социјалните мрежи имаше и такво тврдење од ваша страна? Да. Имавме бројни провокации од типот на чаршиски муабети во кои не сакам да навлегувам заради сериозноста која се обидувам да ја манифестирам тука. Меѓутоа, Вашиот татко бил пријавен во полиција? Пријавен во полиција беше, не се сеќам точно датумот, беше околу 19 октомври 2020 година. Колку време по несреќата е тоа? 2 месеци. 2 месеци по несреќата. За наводно снимање на сторителот, наводни закани, наводно ќе се видиме на суд, наводно нарекување на некој убиец. доказ за тоа? Не. Само отишол го пријавил од полиција, претпоставам во консултација со некој кој му кажал како да постапи. И полицијата дојде на вратата дома. Моите родители во тој момент беа на гробишта, значи го жалеа она што го изгубија. Тоа е огромна трагедија. И полицијата го распитуваше татко ми на гробишта. Меѓутоа полицајците заклучија дека нема никаква основа тоа тврдење, тоа пријавување и го затворија случајот како Поврзувањето помеѓу тоа што било лажно пријавување, за кое велите дека полицајците го заклучиле, и случајот со вашиот брат, за кој во едно вештачење се вели едно, во друго вештачење се вели друго, но за сите заедничко е дека тој се движал практично не стоел, е што ни таму, ни овдека нема снимки. Значи, ниту може да се утврди од снимки дали вашиот брат се движел, ниту може да се утврди дали вашиот татко навистина упатил навреди. Да, апсолутно да. Мислите дека тоа е најголем проблем во целиот овој процес и кај вашиот брат и кај тој што го пријавил вашиот татко? Па, тоа е добро решение да се има сообраќајни камери, ако мислам дека не сум сигурен не ме држите за збор, врз основа на правната регулатива приватните камери не смеат да снимаат патишта и јавни површини. Тоа би било добро решение, би се тврдиле многу работи, па и брзината не би можела толку да се лицитира со брзината која ќе видите нели на снимката каков е ударот. Меѓутоа да, доколку би имало камери би било многу по-добро, можеби не би биле избегнати ваквите случаи, бидејќи сите знаеме каде живееме, сите знаеме каква корупција владее во нашата држава, за жал. Можеби и тогаш би се нашле начини да се прават манипулации, би се бришеле снимките со оправдување, пад на софтверот, не знам. Да, тоа што би било, кога би било? Да, меѓутоа да. Да, мојот одговор краток е да. Подобро би било кога би имало камери. Што било сведоците? Се сретнавте ли можеби приватно со некој од нив? Да, нема да кажам со кого, јас не се сретнав, некој од моето семејство се сретна. Едниот сведок каже дека ќе си каже се како што видел. Еден сведок кажа дека од контејнерите што биле на другата страна не можел да го види настанот, само ударот го слушнал. Друг сведок, тој со камионот, човекот е сега почина од ковид некое време по несреќата. Јасно кажа дека си се движел со прописна брзина,
дека бил престигнат од патничкото моторно возило, Со кое со кој правил сторителот. Јасно си кажа дека движење на тротинет не видел. а возел паралелно можам да заклучам со возилото кое. Да. Движење на тротинет не видел. И Тоа го врз основа на потенцираше. тоа вие го имате тврдењето дека вашиот брат Да, ама и стоел. врз основа на самите вештачења, вие кога ќе го видите заклучокот од вештачењата е сосема спротивен на оно што го пишува доколку подетелно ги изанализирате, ме разбирате? Мислите дека вештачење се нарачува ако имате повеќе пари од Апсолутно. Не можам сега тоа со сигурност да го тврдам така да ќе се оградам, ова не го тврдам како факт за да не имам после проблеми со тужби слични прашања, меѓутоа имам право на свое мислење, имам право на свој став и апсолутно таков е мојот став, дека вештачења се нарачуваат, се прекројуваат. Добте ли барем извинување од сторителот? Апсолутно не. Добивме пак ќе речам чаршиски муабети кои не сакам да ги коментирам дека не бил виновен. Возилото не му беше одземено, возачката дозвола не му беше одземено. И тоа е до ден денеска така? Веројатно да. Со пресудата? Па не е правосилна пресудата. Да, но дали судиката заклучува дека треба да му се одземе возачката? Мислам дека не, како што кажав, не бевме повикани на изрекувањето на пресудата, тоа колку што можев да заприметам во пресудата не го пишува, и вие имате пресудата. Не му беше одземено ниту возилото, по неколку дена тој си го направи и си го возеше. Јас лично го видов направено возилото месеци, десетина дена по случката, или 2 месеци. Го видов неколку пати каде што си го вози возилото, го видов неколку пати каде што вози друго возило, еднаш очи во очи удривме во друг град во еден ресторан. Добив од неговата девојка која практично беше со него во моментот на несреќата на совозачкото место, на совозачкото седиште, добив провокација од типот да нема некој проблем. Јас кога ги видов Што ме нормално. боли највеќе? Ја загубата на вашиот брат, тоа што нема правда, тоа што никој не ви се извини, ниту видовте дека никој се кае поради тоа што вашиот брат со оваа пресуда практично е прегазен, односно убиен и утврдена е со првостепена пресуда, ќе видиме со апелација ако има жалба што ќе се случи, или нешто пето. Што е најболното во овој случај? Или Ако тоа што мене- вашиот брат вреди помалку од 50-30 кебапи? Ако мене лично ме прашате, најмногу боли нечовечноста. Вие да убиете млад човек, тотално невин во овој случај, значи тврдам дека е тотално невин, меѓутоа и да имал некаква вина, сообраќај, сите правиме грешки. Каде е тука човечноста? 25 годишно момче, животот е пред него. Можеби пред него се семејство, добро работно место, внуци, правнуци. Значи го прегазувате заради вашето несовесно возење. Каде е човечноста? Вие по неколку дена си ја поправате колата и си возите. И на цела таа нечовечност системот ве штити. Тоа најмногу ме боли, мене лично ако ме прашате. Моите родители ако ги прашате, веројатно ќе речат ме боли најповеќе загубата. Да, и загубата ме боли. Меѓутоа, сите ден ќе заминиме од овој свет, сите сме гости на овој свет, кој помлад, кој постар, кој на соодветен начин, кој заради вината на некој друг, сите ќе заминиме еден ден, дали на 20, 30, 50, 80, 100 години, тоа е факт дека сите ќе заминиме, јас сум со тоа помирен и го имам тоа прифатено. Меѓутоа, каде е човечноста, каде е моралот, каде е Дали етиката? ако ви се извинеше, можеби возачот на тоа возило со кое е усмртен вашиот брат, ќе беше помала булката? Па можеби нијанси ќе во прашање, тоа не можам да го кажам сега, меѓутоа да. Барем ќе ако ние насетевме по неговите постапки дека е свесен за тоа што го направи, веројатно помала ќе беше болката. Тој врз основа на сите А негови ќе баравте ли во тој постапки- случај поголема казна? Како што барате сега? Сега не можам на тоа да ви одговорам, искрено многу е деликатна ситуацијата, не можам, тоа е како да речам преопшто прашање за да можам конкретно да ви одговорам. Кога ќе се најдете во ваква ситуација каква што сум јас, во ситуација како што се моите родители, видете ги сликите од некнејниот протест, можете да ја видите болката во нивните очи. Тешко е да се одговори, меѓутоа доколку вистински се покаеше за тоа што го стори. Јас да би бил на негово место, да не се правам паметен, не де Боже да ми се случи тоа што него му се случи. Јас би барал повеќе да сум во затвор или на некое осамено место за да тагувам за тоа што го направив, да плачам за тоа што го направив. Меѓутоа тој ништо такво не презе спротивни постапки, провокации и друго да не навлегувам сега. А и системот го заштити. Судиката го заштити, вештаците го заштитија, пак ќе спомнам судиката по втор пат губи брат ми, за тоа стојам со ваква ниска пресуда. Ќе има ли жалба на пресудата? Не знам.
Тоа треба обвинителката да ја прашате. А Јас околу спомням- обвинителката дали е во ред, бидејќи слична ваква сообраќајка, но таму не се утврди вина кај пешаците, имавме кај Ситимол Да, со се младата Викторија Николова. Единствена разлика помеѓу таа и оваа пресуда е тоа што, односно обвинение е тоа што таму се вели дека имало намера во прегазувањето, односно дека свесно не се почитувани правилата, овдека исто така имаме непочитување на правилата, пред се од основ на тоа што има брзина која не е недозволена на патот, со која е прегазен. Таму има 3 години, овдека имаме година и пол. Прво квалификацијата е различна, меѓутоа јас сум Вие се согласивте со таква квалификација? не, меѓутоа никој не ме праша. Ќе ви ја кажам и праксата, колку што следам, јас ќе ви набројам и неколку случаи. До сообраќајката на Викторија, сите беа квалификувани како дела од небрежност. Вклучително случајот на брат ми, случајот на Иван и Милан од Битола кои загинаа некаде 2-3 недели по брат ми во Охрид. Иако и таму имаше недозволена брзина, апсолутен пропуст од страна на обвинетиот. Таму беше уште потрагично бидејќи имав условна пресуда, ќе видиме на апелација што ќе се случи. Случајот со младата Верица од Берово која ги донираше органите во што загина во Струмици, тоа беше случај на пешачки премин. И таму имаше прво казна дали 18-20 месеци, па на апелација 3 и нешто години чина. И таму мислам дека беше квалификацијата небрежност. Квалификацијата на случајот на адвокатката од Тетово Наташа која загина кај млечен, тоест не загина, пардон, се извинувам, загина нејзиниот сопруг и нејзиното неродено дете. Исто така беше квалификацијата небрежност и имаш условна пресуда на основен суд. Меѓутоа се створи голем притисок во случајот со Викторија и јас сметам дека заради тоа беше квалификацијата умисла. Патем во случајот на Викторија брзината утврдена со вештачењата беше помало од брзината во случајот со брат ми. И тоа многу помало, со 20 на некаде. Ама таму се створи јавен притисок, постапката беше завршена за 2 или 3 месеци. Во нашиот случај предистражната постапка само трае половина година. Судскиот процес траеше година и пол некаде, значи многу поголемо одговлекување, закажување на судење на долг период, по месец, по 2, иако објективно можеше побрзо да се реши, не знам, не дошол вештакот, не дошол обвинител. Имате ли можеби порака до лицето, односно обвинетиот? Да се надобрзам само да објаснам, значи практично сите сообраќајки со смртни последици од како небрежност, само ова на Викторија беше со умисла од тоа ја што следам. Така. Меѓутоа сметам дека праксата треба да се измени, обвинителите да се свестат, земаат солидна плата за македонски услови, да си ја бркаат работата за која се повикани, а не да гледаат со помалку работа да ги истерат делата и да ги квалификуваат овие дела каде што има апсолутна вина, видливо што од првиот ден на страната на обвинетиот, да ги квалификуваат како умисла, бидејќи тоа е евентуално умисла, кој полагал кривично право знае. Имате ли порака можеби до возачот? Па немам порак. Имам многу да му кажам, меѓутоа знам дека нема да свати. Имам многу да му кажам, меѓутоа неговите постапки кои ги направи во овие 2 години јасно укажуваат дека нема да свати. Колкава казна очекувавте вие? Искрено не сум изненадан од ваква казна на се што се случи. Да, тоа го кажав. Да. Колкава очекувавте? Па врз основа на квалификацијата бидејќи судијката има право на слободна оцена на доказите, не мора да го прифати супер вештачењето, може кој врз основа на кој било вещ наод да ја утврди фактичката состојба, врз основа на вкрстеното испрашување може да ја утврди. Очекував дека барем 3 или 4 години ќе има, ама тоа беше некоја утопија искрено на се што се случи. Мислите дека апелација може да ги досуди овие ако има жалба? Може, апсолутно, се е во нивни раце. Имате ли поголема верба во судите од апелација отколку? Не ги познавам и по ова што се случи не му давам на никој бланко верба. Така што јас ги повикав, пратив писмо и до апелација, пратив писмо до судски совет, пратив писмо до Висше јавно, до основно обвинителство во Битола, до јавно обвинителство на Македонија, до сите апелирав, до министерот за правда пратив писмо, до сите апелирав да следат постапката, да се свестат, исто пратив и представка до народен правобранител, ако знаеме дека народниот правобранител нема во своји раце некои правно обврзувачки инструменти. Меѓутоа пратив чисто за да се следи да се створи јавен притисок, апелирав и до медиумите да ја следат постапката. Ки ги повикам судиите, тие имаат право врз основа на законите да досудат тоа што сметат дека треба да досудат, меѓутоа ќе се дрзнам да ги повикам да бидат свесни, бидејќи ќе се потрудам секој да одговара за секое противзаконито дело што ќе го преземи.
А да се надоврзам на... Тоа значи дека ќе ги гоните и судиите доколку сметате Па не дека можам тие- јас да ги гонам, меѓутоа ќе се потрудам судскиот совет доколку има некои нерегуларности да си покране соодветни постапки врз основа на законот за судски совет. Така. Член 50 и некој мислам беше има 2 постапки за утврдување одговорност на судиите. Тоа подобро го знаат веројатно и тие од мене, така што јас ќе се потрудам се што е во мои раце да го направам. Меѓутоа сам не можам да направам. Се треба тој што е на позиција да се свести, апелирам да се свестат. Апелирам дека може секому ова да му се случи. Сите сме учесници во собраќаот. Вчера беше Оливер, беше Верица, беше Викторија, беа Иван и Милан од Битола, беше сопругот на Наташа, утре може да бидат и децата на судиите кои досудуваат вакви трагични пресуди, може да бидат и самите судии, може да бидат и вештаците кои предпоставувам дека фабрикуваат вештачења поради коруптивни причини, а може да биде и самиот обвинет. Само јас пак ќе речам, не можам да му кажам нешто со сила во што не сакаат да веруваат, меѓутоа кога некој ќе има мојата судбина, судбината на моето семејство, мислам дека ќе се свести, меѓутоа тоа би било доцна. Бојан, благодарам на ова гостување и се Благодарам надевам на поканата, благодарам на вас лично и на сите медиуми кои ми излега во пресрет и се надевам дека она што е наше ќе си го направивме и дека каква таква правда ќе има, иако ништо не ме чуди после ова. Така. Вам ви благодарам за вниманието.